Селото Горна Матка е едно од најживописните места во Македонија и покрај неговата локација, близу кањонот, една од најголемите туристички атракции, сепак стотици граѓани се оставени без основен извор за живот – питка вода. Веќе 8 дена, пеш, со автобус, со возила, кој како може знае и умее се снаоѓа за вода за пиење. Вака, со револт и разочарување во гласот, но и крик за помош, мештаните на селото, кој инаку се наоѓа близу акумулацијата Матка и реката Треска, пред камерата на Канал 5 раскажуваат како десетина дена преживуваат, иако редовно си ги подмируваат сметките за вода и легално се приклучени на мрежата. Со кола носам вода од чешма, пиеме, да измиеме тањери, лажици и да напрежаната јадење. Ама ова не е решење. 21 век сме. Дојдоа, помина изборите, Орце, вие за мене, јас за вас. Каде? Ние и работна рака сме дали, и труд сме дали. И пак ја штедиме таа вода, знаеме, сме се потили. Ова не го ништуваат селото, го ништуваат и самиот кањон. Видете, први патишта немам. Ова село ни канализација има, ни вода има. Во 21 век, ве молам, за што го говориме? Откако ни покажа и во своите домови, дека од чешмите не тече ни капка вода, дел од мештаните ни раскажаа дека се пие и нечистата вода од сред село. Можеме да добиеме некоја заразна болест. Оваа чешма позади нас што е, не е сигурна. Селаните полнат затоа што се принудени. Овој проблем ни го створил водовод. Мештаните знаат дека најголем проблем се дивите приклучоци и самите некогаш на лице место ги затекнувале. Овој за да земе приклучок, треба некој да ја стопира водата, значи има притисак, му дал клjuč, значи и тие знаат. Раководните лица од водовод за Канал 5 потврдуваат дека проблемот е во дивите приклучоци и во нерационалното користење на водата. Оттаму појаснуваат дека на годишно ниво се испумпуваат 10 милиони кубни метри вода само за општина Сарај, а се наплаќаат 1.800.000. Градоначалникот на општината Мухамет Елмази вели дека знае за проблемот кој го имаат повеќе села и дека заедно со градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски ќе го исполнат ветеното и ќе се реконструира мрежата. И од другата недела, заедно со комуналниот инспекторат на град Скопје, општина Сарај и водовод и канализација ќе има акција на терен, каде ќе постапуваат сите инспекторати и лицата вработени во водовод да ги најдат тие што се диво приклучени и што ја злоупотребуваат питката вода. Во меѓувреме, надлежните уверуваат дека цистерна со питка вода ќе има среде село, за да можат, особено оние повозрасните, да имаат поблизу до дома чиста вода за пиење.